Стадион. Емисија за вашата вистина. Вано Бучковски, поранешен премиер, преговарач на линија Бугарија Македонија. Професоре, дали се слушаме? Добар ден. Повелете, Малинка Ристевски-Ерданова вели да не брзаме. Да се смири малку топката, па после тоа да почекаме со чесите, да побараме дополнително нешто, ако можеме да измениме, а не по секоја цена да прифаќаме. Повелете првичниот ваш коментар на она што сега владата го нарекува европски предлог, изменет во наша корист, и она што ВМРО ДПМН амблок го отфрла. Повелете. Јас моето мислење го кажав уште дента на 18 јуни кога го видов првичниот предлог од Франција. Мислев и тогаш дека тоа е добра основа за да се најде компромис со Бугарија. Во меѓувреме, бугарскиот парламент создаде предуслови за кревање на ветото. Имаме модифициран предлог кој сега е европски и не гледам причина зашто Македонија би тактизирала уште повеќе што со овој предлог се добива тоа што ние сакаме и го имаме декларирано во парламентот во Соплениската резолуција заштита на идентитетот. И второ се затвора едно прашање што да го гледаме и од патриотска точка. Завршува приказната дека во Македонија живеат бугари, дека всушност имаме еден народ во две држави. Со прифаќањето на нашата држава да дојде до уставни измени во преамбулата да влезат бугарите, меѓу другите малци, мислам дека ја затвараме таа приказна. Останува, почитувајќи го договорот од Престој, почитувајќи го договорот за добрососедство со Бугарија, да покажеме во базисните, во основните критериуми дека не се плашиме од имплементирање на овие договори. Уште повеќе што со Бугарија, според моето искуство, од оние 14 месеци додека бев олеснуваш во процесот, ни треба објективно некој да прави годишни прегледи до каде сме со имплементацијата. Ние довде дојдовме заради таа пуста недоверба што постои меѓу нас и заради различните толкувања на тој прв протокол кој го имаат подпишано и тој прв записник на првата единствена меѓувладина конференција што се одржа во 2019. Подписите се тамо на Захариева и Димитров. Бугарската страна тврдеше дека тоа што тамо е запишано како една активност од наша страна не е почитувано. Ние тврдевме дека од бугарска страна има непочитување на договорот и мислам дека во ваква кулминација на недовербата, решението што е понудено од Франција, решението што е понудено од Европската унија е балансирано, заштитува уште еднаш нашите национални интереси. И не треба да правиме компарација со ниту еден друг случај. За жал, во нашата 30 годишна независност како Република Македонија, како Република Северна Македонија, ние секогаш сме оделе по потешкиот пат. Сетете се дека немавме чиста ситуација, немавме консензус и за привремената формула за влезо во Обединетите нации. Немавме договор, немавме консензус во државата и за Охридскиот договор. Немавме консензус во државата и околу Преспанскиот договор. Беше сега шансата ВМРО ДПМН да поддржи владата, да поддржи предлог кој е предлог не само од Европската унија, поддржан од Соединетите американски држави. Да не заборавиме, геостратешката проценка која прави владата не ја прави самата. И затоа мислам дека и очекував и експертската јавност многу потрезвено и многу похрабро да тргне во охрабрување на владата да ги почнеме преговорите. На овој начин јас не можам да сватам која е основната теза. Се плашиме изблокирани, утре да не пиеме блокада. Јас ви уверувам дека од тоа што го имам како искуство, затоа што 14 месеци има готрпно работев, да дојде до минимална доверба и разбирање за некои точки. Ви уверувам дека во договорот, онака како што е подпишан, не постои и во тој фамозен член 12, каде што на годишно ниво треба да има меѓувладени конференции на кои треба да се направи преглед на тоа што е направено и што треба да се прави во иднина. Не постои можност некој да не асимилира или бугаризира. Таа е една навистина опасна теза која користи ВМРО ДПМН како единствен начин зашто не треба
да ги почнеме преговорите. Нека бидат уверени дека во членовите на нашата комисија, кој е дел од заедничката комисија за историски образовани прашања, докажа во изминатите 4 години дека седат луѓе со дигнитет, историчари кои имаат доволно искуство и ако се гледаат и дел од драфтовите за дел од прашањата со кои сега се манипулира, никој никогаш не може Македонија да ја натера да ја промени својата историја, но во овој период кој предстои, реално и бугарската страна и македонската страна врз основа на договорот кој ќе биде постигнат за определени личности настани, ќе треба едните и другите да ги хармонизираат, да ги изменат ушебниците во духот на пријателството, соработката врз основа на она што ќе биде договорено. Не со диктат, не со уцени и мислам дека треба да се релаксира просечниот македонски граѓанин, да даде шанса на процесот, бидејќи ние, според мене, доволно сме зрели да процениме што во овој момент се случува околу Македонија, околу регионот и колку геостратешки е битна Македонија, но уште повеќе колку е побитна заради сето она што се случува во Крајна и Бугарија. Затоа уште еднаш врз основа на мојот длабока анализа на она што е понудено, мислам дека имаме балансиран предлог кој ги зацврстува нашите позиции, го гарантира нашиот идентитет и отвара простор за годишно отварање на преговорите по 17 години. Ова со протоколите, со или како сега да се викаат годишен преглед, annual review, не е тоа кукавичко јајце кој што може секојаш во секое време на бугарите да им даде. Сега може да е единствен имаме, може да го изанализирате дали е кукавичко јајце тоа што го подпишале Димитров и Захариева. Погледнете сега што договарале Генчевска и Османи, нити е кукавичко јајце, нити треба Македонија, нашите граѓани да се плашат од тие прегледи. Нормално е, сега добиваме супервизор. Уште 26 членки ќе погледнат во делот на прегледот, одиме ли напред во имплементацијата или не. Ние не треба да се плашиме од имплементацијата на договорот. Јас мислам, тоа е мое длабоко убедување дека оние кои најмногу го напаѓаат за францускиот или европскиот предлог за отпочнување на преговорите, всушност посредно го напаѓаат договорот за пријателство и соработка. И навестуваат дека би сакале да има статусна ситуација, да се нападне тој договор и ако може при промена на власта да се поништи. А не дека Република Северна Македонија нема фер предлог. Дел од договорот е копенхашките критериуми, пазещите принципи се добрососедските односи од 2009 до ден денеска. Нити се прави преседан на Македонија, погледнете ги овие држави во окружувањето што ги заеме. Мораше Хрватска да ги решава добрососедските односи со Словенија околу Пиранскиот залив, мораше да ги решава Црна Гора добрососедските односи со Хрватска околу Превлака. За изненадување не мислиме дека Србија ги има најголемите проблеми околу нормализацијата на односите со Приштина. Па изненадуваш ги имаше добрососедски проблеми со Романија. Романија инсистираше и подготви Србија посебен акцијски план за правата на романското, на влашкото малцинство од Тимочка крајна. Така што да не создаваме погрешна перцепција дека се случува некоја неправда. Доста од тие комплекси треба да бидеме, да веруваме во себе, никој не може нити да не асимилира, нити да не бугаризира. Напротив, со овој почеток на преговорите за членство во Европската унија, дополнително ќе се европеизираме и конечно ќе се македонизираме. За сите да знаат дека во Македонија се говори на македонски јазик, предоминатно живеат македонци. И каде е тука проблемот на умот? Каде е тука само уште нешто за крај, професоре. Сега да не плаши со асимилација и бугаризација. Тоа е нонсенс. Само за крај само нели може да се промени ова во финале да биде, а не пред да отвориме поглавје, да мора да заврши постапката процесот на влегување на бугарите во уставот. Нели може да се одложи тоа потаму да се стави? Мислам дека и тука се правеа компромиси. Предлогот од 17 не е истиот што го добивме завчера, ова европскиот или модифицираниот француски. Прави уште еден дополнителен исчекор, во две фази ќе биде почетокот на преговорите. Отварањето ќе се случи уште идната недела, ако се биде во ред.
така што останува на нас овде на домашен терен тогаш во една посмирена атмосфера да се вратиме на оние принципи кои ги промовираше ВМРО ДПМН, дека и за нив не е никаква трагедија ако се отвори уставот и ако влезат во Бугаријата во преамбулата. Нема никаков проблем да во процесот кој следи да се постигне тој минимум консензус меѓу двете водечки македонски политички партии и конечно ВМРО ДПМН во моменти од кои зависи еднината Република Македонија да биде на страната на нашите стратешки интереси. Пропуштија влеза Благодарам. во нации, пропуштија преспа, еве шанси ВМРО ДПМН да покаже дека навистина ги слуша и пораките од меѓународната заедница, не само од Европската унија. Благодарам, Владо Бучковски, пранешен премиер. Професоре, пријатно, благодарам за гостувањето. Стадион. Емисија за вашата вистина.